На 15 март во светот се одбележува Светскиот ден на правата на потрошувачите, ден кој потсетува дека информираноста, заштитата и безбедноста на потрошувачите се клучни за фер и одговорен пазар. Преку одбележувањето на овој ден се представуваат барањата на почитување и заштита на правата на сите потрошувачи, а воедно се иницираат теми за пазарните злоупотреби и социјалните неправди кои ги поткопуваат овие права. Светскиот ден на правата на потрошувачите е глобално признат со поддршка од Обединетите нации и други меѓународни актери. Колку навистина ги познаваме нашите права како потрошувачи на оваа тема, овој прв разговор во студиото разговараме со Татјана Тасевска од Организацијата на потрошувачи на Македонија. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро, ви благодарам на поканата. Добро утро. На почеток на разговорот, што точно представува Светскиот ден на потрошувачите и зошто е важен? Така, значи Светскиот ден на потрошувачите од 15 март е ден кога насекаде во светот се одбележуваат практично правата на потрошувачите. Над 200 земји го одбележуваат Светскиот ден на потрошувачи во поддршка со Светската потрошувачка организација Consumers International. Оваа година мотото на овој ден е безбедни производи, освестени потрошувачи, бидејќи се смета дека се уште на пазарот се продаваат небезбедни производи, а ние како потрошувачи секако сметаме дека кога ќе купиме нешто, дека тоа е проверено, контролирано и дека е безбедно за употреба. Меѓутоа, анализите кои што се направени, не само кај нас, туку и секаде во светот, покажуваат дека се уште голем број на производи пласирани се небезбедни и она што посебно загрижува во периодот на глобализација, кога онлайн купувањата се навистина во голема мера се користат и кај нас знаеме дека веќе се користат и мрежи како што се AliExpress, Temu и така натаму. Сепак многу често на тие онлайн мрежи има небезбедни производи за кои што е реално кажано, значи тие се забранети за физичка продажба, меѓутоа се уште можете да ги затекнете во онлайн продажбата и од тие причини Светската потрошувачка организација бара оваа година да се направат напори од сите, и од владите, и од организациите на потрошувачи, па и од медиумите, да практично на пазарот секогаш, без разлика дали е офлайн или онлайн, имаме безбедни производи и да потрошувачите се сигурни дека купуваат безбедни производи. Тука кај нас треба малце повеќе да се делува и во делот на регулативата, односно да се донесат некои правила и регулативи кои што постојат во моментот, бидејќи многу често знае да се случи да некои производи се забранети на европскиот пазар, меѓутоа ние се уште немаме таква регулатива, па се пласираат кај нас и покрај тоа што се дефинирани како небезбедни. Ние како организација на потрошувачи на ова поле пласиравме некои информации на социјалните мрежи, затекнати се небезбедни производи, еве сега да речам на Temu, бидејќи многу често луѓето купуваат од таму, има хемикали во текстилот, во ѓоновите на чевлите, во накитот кој што го купуваме, а кој може да предизвикаат, да речам, алергии и други нуспојави кои што одредени потрошувачи можат навистина да имаат проблем со тие купени производи. Да, треба да бидеме внимателни, особено како што споменавте и вие кога нарачуваме онлайн. Колку македонските граѓани се информирани за своите потрошувачки права? Па мислам дека ќе споменам дека оваа година во октомври нашата организација веќе прави 30 години од своето постоење и мислам дека од нашите почетоци кога немаше ни регулатива, нити пак знаеа потрошувачите кои се нивните права, сепак веќе после 30 години имаме освестување на потрошувачите. Многу, ако ги прашате трговците, ќе речат премногу се освестени, меѓутоа сметам дека се уште има поле за работа, се уште треба, бидејќи се менуваат и состојбите, се менуваат и оние производи кои што се пласираат и услуги на кои што се жалат потрошувачите
потрошувачите, ако во некои периоди најмногу се жалеле, да речам, во делот на прехранбените производи, сега веќе доаѓаме и до финансиските услуги, например, каде што има поплаки на граѓаните, што значи дека се движи материјата, меѓутоа и потрошувачите се повеќе си ги знаат своите права, бараат информации, бараат остварување на нивните права, па ние на годишно ниво, еве во изминатата, да речам 2025 година имаме над 1980 негдека отприлике јавувања од потрошувачи, дали тоа е на телефон, дали се е пишано на нашите портали или мејлови, сепак бројката е отприлике таа. А на што најмногу се жалат потрошувачите? Се жалат секако она што најчесто се јавувањата и најмалку можат сами да си ги, затоа што сега многу често и сами си ги остваруваат правата директно во комуникација со трговците, меѓутоа имаат проблем со сервисирањето и гаранциите на техничките производи кои што ги купуваат, па потоа имаат проблем нели како да ќе купите нешто, па долго време ви се сервисира или многу пати ви се расипува во текот на гарантниот рок. Значи тоа е едно од проблемите кои што постојано е доминантно, неквалитетните производи, значи сте купиле нешто, сметате дека е бренд, сметате дека е скапо, меѓутоа за еден месец веќе не можете да го користите и секако дека сакате нов производ да ви дадат или да ви ги вратат парите. Понатаму во делот на јавните услуги континуирано има проблеми и со телекомуникацијските услуги, и со електричната енергија, и со топлинската енергија, зависно во кои периоди, како, нели во лето немаме топлинска, затоа во зимниот период повеќе се јавуваат граѓани во тој домен. Има проблеми во последните, да речем во последната година и со финансиските услуги, значи имаат проблем и во делот на банкарството, меѓутоа најголеми проблеми во овој период се секако финансиските друштва. Видовме дека на Министерството за финансии долги години ние правевме напори да нешто се направи во тој дел, да не им се наплаќаат, например, опомени на граѓаните кои што нели ве опоменуваат дека должите и тоа ви го наплаќаат, па уште еднаш, па долгот ви се зголемува, нефер договори, значи клаузули во договорите кои што навистина не треба да постојат, значи регулаторите и тука треба малце повеќе да работат, бидејќи навистина тука најранливите категории се тие кои што ги користат услугите на финансиските друштва и само дополнително им се зголемува теретот, им се зголемуваат долговите, бидејќи не се во можност да ги платат, па добиваат некои енормни суми кои што навистина не можат понатаму да се извлечат од сето тоа. Значи проблемите се менуваат, меѓутоа и голем дел од проблемите остануваат исти. Често ни се случува да купиме неисправен производ кој што сме го купиле регуларно со фискална сметка. Што во тој случај, има ли гаранција, има ли рекламација? Секако, значи доколку е купен производот со фискална сметка, во тој случај вие имате веќе основ да реагирате зависно за што се работи. Значи ако сакате да го вратите за тоа што не ви одговара, морате да го почитувате рокот од 15 дена. Меѓутоа доколку се појави некој недостаток на тој производ, тогаш или несообразност, како што го велат сега, го крстуваат во Законот за потрошувачи, дури до 2 години можете да реагирате. Секако, ако се сложено технички производи, има 2 години гаранција, имате можност за сервисирање. Само треба да си ги барате правата, да се обратите, има можност да поднесете потрошувачки приговор до самите трговци. Ако не сте задоволни од одговорот или е негативно решено, во тој случај, зависно од областа, имате можност да реагирате до надлежните институции, до пазарната инспекција, до Агенцијата за електронски комуникации, ако се телекомуникации, до регулаторна комисија за енергетика, до Агенција за храна, доколку станува збор за прехранбен производ кој што е затикнат со неквалитет, поминат рок и така натаму. Значи постојат надлежни инспекцијски служби, а секако можат да се обратат и до организацијата на потрошувачи. Ако немаат информација каде и на кој начин да постапат, па ние да ги упатиме каде понатаму би можеле да се обратат. Ги почитуваат ли трговците законските обврски кон потрошувачите? Можам да кажам дека има подобрување, дека трговците посебно
зборуваме за, знаеме, веќе имаме молови, имаме брендови, европски, светски, кои што се влезени кај нас и аналогно на таму се трудат да ги испочитуваат правата на потрошувачите, меѓутоа сепак понекогаш гледаат и како можат да го заобиколат законот и да не ги испочитуваат правата, меѓутоа ако вие си го знаете правото и ако знаете што барате во тој случај и самиот трговец нема да може да каже не, ви поминало времето, сега не можете да реагирате или ќе ви го сервисирам производот 60 дена или рокот на испорака на нешто што сте го нарачале може да биде и до 6 месеци, значи си има рокови кои што во законот постојат и кои што трговците мора да ги почитуваат, доколку не во тој случај следуваат секако пријави до надлежните институции кои што би требало да го решат проблемот, па и да ги казнат ако не ги почитуваат правата. Која е вашата порака до граѓаните, односно до купувачите? На што најмногу да внимаваат? Ги споминавме тему, тие се можеби најактуелни во моментов, меѓутоа рековме дека ете, и со фискална сметка знае производот да не е исправен. Така, видите, не, во моментот, доколку постои некој скриен недостаток, вие не можете да го видите. Значи, секако треба да внимавате кога купувате, посебно зборувам за периодот кога ни се рекламираат некакви распродажби, кога има, нели, дека производите се многу со ниски цени и така натаму, кога се прави гужва, кога се трча по продавници. Кога имаме црн петок. Во тој случај Black Friday, кој што не е Black Friday, туку е Black Month на крај и така натаму. Значи треба во тој период кога тогаш вадат се и се што, значи и квалитетно и неквалитетно, тогаш посебно треба да внимаваме, меѓутоа секако при купувањето секогаш треба да се внимава што се купува, фискалната сметка да се чува, бидејќи многу често граѓаните викаат па ја фрлив фискалната сметка, што да правам? Имате можност пак да извадите дупликат од управа за јавни приходи, значи тоа може да се реши ако нели е легално купено, имате фискална сметка и секако барете ги правата, реагирајте. Сега ќе реагирам, тој менталитет треба да веќе да не постои. Нема ништо да направам, само ќе се малтретирам. Не, барајте ги правата. Ако постојат повеќе потрошувачи кои што ќе реагираат и ќе ги бараат правата, во тој случај и трговците повеќе ќе ги почитуваат. Да, сепак уредно сме платиле за својот производ. Така. Пред крај морам да ве прашам само, имате ли увид што ќе донесе новото европско законодавство во врска со вештачката интелигенција, која веројатно може тука малку повеќе да се најде околу тие плаќања? Која би била заштитата? Имате некаков увид во тоа или? Па тоа се уште не би знаела да ви го кажам, значи увид во тоа се уште немаме, се надевам дека ќе донесе позитивни промени секако, бидејќи ќе донесе позитивни промени на секое поле и дека ќе има поголема можност и евиденција да ние како потрошувачи ќе ги оствариме нашите права. Ви благодариме на разговорот ово утро. Благодарам и на вас за поканата. 15 март секако го честитам на сите потрошувачи и се надевам дека во иднина ќе имаме и безбедни производи на пазарот, но и квалитетни производи кои што ќе можеме да ги користиме. Да, квалитетот пред се. Благодариме уште за гостувањето, ве очекуваме повторно во нашата студија.